Морбили во Кочани и општините што ги покрива Центарот за јавно здравје нема. Евентуално можно е присуство на болеста морбили само кај едно дете од горни подлог кое боледува од церебрална парализа и поради болеста не е вакцинирано. И истото е препратено на инфективна клиника во Скопје каде се следи неговата состојба, но и за него нема се уште официјална потврда дека станува збор за морбили. Вели доктор Горан Николов, одговорен епидемиолог во Центарот за јавно здравје за општините Кочани, Виница, Чешиново, Облечево, Берово, Делчево, Пекчево и Македонска Каменица. Доктор Николов потенцира дека во Виница и Кочани се потврдени неколку случаи на заболени деца од овча сипаница или варичела, што е многу различна сипаница од морбилите, и замолува да не се крева паника меѓу родителите во градинките или воопшто кај населението, бидејќи она што е присутно кај дечињето од овие општини е овчата сипаница, и тоа кај мал број на деца, а не морбили. Тоа се два различни типови на болести, што воопшто не треба да се поистоветуваат, додава доктор Николов. Тој вели деца опфатеноста со вакцинацијата не само од морбили, туку од сите болести согласно календарот за имунизација во регионот што го покрива Центарот за јавно здравје е висока и повеќе од 96% од населението е вакцинирано. Инаку поради ситуацијата со заболени од морбили во главниот град, која што е излезена од контрола и во која починаа 3 бебиња од компликации од морбили, Министерството за здравство донесе одлука и бебињата до 6 месеци да бидат вакцинирани од мера по вакцината, односно од морбили. Доктор Николов потенцира дека ова важи само за Скопје, односно од морбили ќе се вакцинираат само бебињата од Скопје, а во другите градови се останува по старо вакцината да се прима согласно календарот за имунизација на 13 месеци.